Госпоѓа Ласовска Благица има реплика. Благодарам, почитувам председателе. Почитувана колешке, веќе 2 дена дебатираме околу вашиот предлог закон за минимална плата и се обидувате и нас и јавноста да не изманипулирате дека ние, пратениците од ВМРО-ДПМН, не сакаме да ја покачиме минималната плата. Да резимираме зошто и да одговориме јавноста да слушне зошто ние, пратениците од ВМРО-ДПМН, ќе го одбиеме вашиот предлог закон. Затоа што овој предлог закон е ваш предизборен маркетинг и многу несериозен. Истапувате без сериозни анализи и без согласност на оние кои што треба да ја покачат минималната плата, а тоа се работодавачите. Ние како пратеничка група, кажав и вчера, ќе повторам и денес, ќе се согласиме доколку видовме дека има сериозна анализа од ваша страна и не само за 11.000, туку и за 15.000. Зошто е таа сума, не одговоривте никој точно од вас. Меѓутоа, почитувана колешке, јавноста многу добро знае дека додека сте во опозиција, ветувате се и се што, но кога сте на власт, од тие ветувања не правите ништо. Многу добро се сеќава оваа јавност на едно ветување на секој вработен, по еден вработен од секоја фамилија. Наместо тоа, го донесовте, додека бевте на власт, го донесовте најлошиот закон во историјата на македонското законодавство, криминалниот закон за приватизација и буквално направивте пустош во македонската економија. Затворивте 648 фабрики и збркавте на улица 230.000 работници. Од тогаш се смени комплетната слика за Република Македонија. Зошто не кажете дека додека вие бевте на власт, синдикатите бараа од вас да донесете закон за минимална плата, меѓутоа вие тоа не го направите. Заради јавност, потребно е да се каже и дека додека вие бевте на власт, луѓето зимаа и по 4.000 денари минимална плата. Сега таа плата изнесува 9.590 денари, а од јануари 2016 година ќе изнесува 10.080 денари. И бидејќи зборувате за спомениците, еве ги вашите споменици, почитувана колешке, не знам дали го препознавате овој лик на кого што му бацуваат рака вашите олигарси. Ова е Благодарам.